Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Веќе 2 години земјоделците се жртви на неспособните и криминални политики на Министерството и на актуелниот министер. Наместо политики за развој на земјоделството, наместо повисоки субвенции, наместо да се креираат нови мерки за поддршка, наместо да се креираат нови програми, како што сето тоа го правевме претходно, за овие 2 години Трипуновски земјоделството го доведе до колапс. Од незнаење, неспособност, од злоба и со закани и претисоци. Кратеше на сите страни, од сите програми и од сите мерки. Не само што се кратеше, туку цели мерки и програми на земјоделците се укинати или суспендирани. ВМРО и Трипуновски го претворија Министерството во своја приватна фирма за бизнис и партиски интереси, за доделување на песок и сето она што нив им е битно. За 2 години не видовме ниту една развојна мерка, но затоа видовме купови криминални скандали под раководство на министерот. И сето тоа врз грбот на земјоделците. Долга е листата на факти, на докази, на аргументи за комплетно неодговорното и за криминалното функционирање во овој период. И наша обврска е да направиме се, тоа да престане и да земјоделците бидат заштитени. Затоа пратеничката група на СДСМ, сите пратеници и коалицијата се потпишаа на интерпелација за работа на министерот Трипуновски. И покрај барањата на синдикатите, на здруженијата, на економско-социјалните партнери, јасно, гласно, барајќи оставка од министерот Трипуновски, денеска ова е и наша граѓанска обврска и должност, како пратеници, да иницираме постапка за интерпелација, да се изнесат сите факти и аргументи и да направиме се овој министер да си замине. Ова е прва интерпелација поднесена од нашата пратеничка група и тоа за еден од најнеспособните министри. Човекот кој наместо да ги штити земјоделците, ги понижува, ги осиромашува, им се заканува на сите страни. И сите тоа јавно и јасно го зборуваат. Интерпелацијата ја поднесуваме поради сериозни, континуирани и веќе процесирани случаи на системска корупција невидена досега. Злоупотреба на службената положба, кршење на законите и обврските на министерот дефинирани во законите и сериозно нарушување на функционирањето на Министерството и на институциите во ресорот кој што го води и за кој што институции Министерството врши надзор. На ова пресконференција накратко ќе ги посочам бројните причини за оваа интерпелација. Прва и главна причина е корупцијата и скандалите кои што ги видовме. Најблиските соработници на министерот, а на еден министер за земјоделие најблиски соработници во текот на денот му се директорот на платежната агенција и директорот на инспекторатот за земјоделство. Токму овој инспекторат, за кој што на предлог на оваа влада, на овој министер, инспекторатот дојде директно под капата на министерството, за да министерот имал поголема контрола. Е токму тие двајца најблиски соработници, но и други соработници од кабинетот, беа фатени со рацете во медот. Беа фатени со 50 и со 100.000 евра мито. Ова не се изолирани случаи, туку јасен доказ за воспоставен систем на корупција. И затоа одговорност мора да има и веднаш мора да си замине овој министр, заради тоа што нема ниту кредибилитет, ниту авторитет, ниту право да ја води ова институција со двајца или повеќе притворени и оапсени негови најблиски соработници. Мега коруптивниот скандал со европските фондови, што предизвика најголем срам и бламажа на ниво на Европската унија и со кој што од најуспешна земја на искористеност на европските пари, особено во земјоделството, како светол пример во целиот регион и први со највисока искористеност од сите земји од регионот, не доведе со пари и со мито до суспендирање на 128 милиони евра од ИПАРД. И првин лажеше дека нема да има забрани,
дека нема да има последици, дека сето тоа функционира нормално, па се обидуваше да ги сокрие одлуките на Европската комисија, меѓутоа јасна е работата и веќе со месеци, земјоделците се лишени и немаат право и немаат пристап до европските фондови како што го има тоа останатите земји. Од први не доведе до последни во регионот со срам, со корупција, со мито. Одиме понатаму. Катастрофалните политики за секторот и кратењето на поддршката и на сите програми. Со факти. Минатата година беше прва година во историјата на исплатата на субвенциите, каде што во еден ребаланс за прв пат собранието изгласа на предлог на владата скратен буџет на земјоделците. Секогаш во текот на годината се додаваа пари, минатата 25-та година за прв пат имавме огромно кратење на парите за субвенции. Се скратике тутунот, се намалија субвенциите од 100 на 80, се скрати на сточарството, субвенциите се намалија од 12.000 на 8.000 денари за кравите, кај пченицата, кај оризот, кај буквално сите земјоделски култури. Затоа што владата и министерството пари немаат. А овој министер нема капацитет и политичка моќ да се наметне и да се бори за земјоделците на ниво на влада за повеќе пари и за поголем буџет. Затоа имаме скратени програми, затоа имаме помалку пари и затоа имаме укинати програми и мерки. А министерот се однесува како да е се нормално. Истовремено, единствената мерка во оваа безиденост која што ја гледаме е токму мерката за големите компании. Се скрати на илјадници мали земјоделци, за да има за неколку големи компании со одлуката и уредбата на владата, на предлог на министерот, да лимитот на субвенција од 300.000 евра се зголеми на 1 милион евра. Затоа се потребни милиони евра за поголемите, најголемите, за неколку компании и затоа нема пари за вистинските и за малите земјоделци и затоа се укинуваат и намалуваат поддршките. Трето, се укинаа клучните мерки. Трипиновски ја укина авансната исплата на субвенции. Со години бараната мерка за предвремена исплата на субвенциите и дел од субвенциите кога на земјоделците им се потребни. И тоа беше гласот на земјоделците кој што го слушавме и токму затоа беа воведени овие политики и оваа реформа каде што во тековната година се исплатеа 30% од субвенциите. Ова е прва година во која што таа мерка и таа исплата на 30% од субвенциите пред време е укината, иако минатите години кога беше воведена ја добиваа 60.000 земјоделци, сега токму тие 60.000 земјоделци нема да добиваат авансна исплата на субвенции. Ги укина програмите за малите производители. Една од најголемите реформи после успесите со ИПАРД. Тоа беше реформата за продажба од куќен праг, која што е напуштена од ова министерство. А преку оваа реформа се создадоа над 4000 регистрирани мали оператори со храна, со илјадници нови македонски традиционални финални производи кои што се продаваат од праг. И овие програми денеска ги нема и не постојат. Колапс доживаа и програмата за рурален развој. За прв пат ова година е преполовена од над 20 милиони евра на околу 10 милиони евра само за мерките од програмата за рурален развој. Не само што беше намалена, туку сведоци сме и на укината, на поништени одлуки за јавните повици за набавка на механизација, на трактори. И овие 2 години се 2 години во кои што ниту еден трактор не е доделен по нова програма, по нова мерка од програмата за рурален развој. Ниту еден трактор не е доделен во овие 2 години и на огласот кој што беше минатата година, заради немање на средства, 2500 земјоделци остануваат без поддршка за модернизација на нивното земјоделско стопанство. Понатаму, нема ништо од започнатите капитални објекти, нема ништо од започнатите постапки за изградба на откупни центри кои што ги започнавме, за системите за наводнување, ниту тие што се готови не знаат да ги стават во функција. Бескрупулозно се кршат законите и се создава институционален хаос директно од министерот. И на се живо, како што кажав, се заканува. Не се објавуваат законски утврдените производни цени, како што беше
обврската јасна предвидена во законот за виното за објава на производната цена на грозјото. Иако има законска обврска, иако има рок, истото не беше испочитувано. И тоа се продава како да е нешто што е нормално. За прв пат се донесе тој закон за производната цена на виното од минатата власт, од минатото мнозинство на СДСМ, и затоа денеска овој закон се крши на штета на лозарите и на сите оние кои што се засегнати. А Министерството функционира со мобинг, со притисоци и со деградирање на сите професионалци внатре. Не се добројуваат штетните и погубните политики и навики на овој министер и на оваа влада. Состојбата на терен, резултатот на сето ова е катастрофална. Земјоделците се безпомошни и оставени сами да се справуваат со проблемите и нема одговор на нивните коментари и критики кои што ги упатуваат кон министерот, затоа што има еден цел тим на луѓе кои што ги брише тие коментари и не сакаат да ја видат реалната состојба. Цените на земјоделските производи никогаш не биле пониски и се под производствените трошоци. Кризата предизвика сите земји од регионот да воведуваат нови мерки и политики за поддршка на земјоделците, особено поради поскапувањето на нафтените деривати. Ако секаде се воведуваат нови мерки и нова поддршка, ние имаме суспендирана поддршка од Европската Унија, имаме намалени субвенции и укинати мерки и цели програми за земјоделците. Пченицата се продава со загуба, млекото е под цената, оризот, зелката, пиперката, сите се со откупни цени што не ги покриваат основните трошоци. Дополнително, директно Трипуновски ги стопираше клучните реформи во шумарството, за што има соопштение од делегацијата на Европската Унија. Дозволи деградација на шумскиот фонд за една година 10% од шумскиот фонд во државата беше уништен и опожарен. Се напуштија реформите во целокупниот сектор, законите кои што беа подготвени и требаше да бидат донесени, и за тоа одговорност нема. Ова е резултат од политиките на овој министер. Наместо реформи и нови мерки имаме безидејност, имаме криминал и корупција, имаме китење со туѓи перја, со мерките кои што ги воведувавме. Наместо развој на земјоделството имаме пад и колапс, наместо грижа и поддршка за земјоделците имаме личен интерес и грабеж. Ова е министер кој што воопшто после се ова, после овие скандали, после оваа корупција, после фатени на дело неговите најблиски соработници, после укинати програми, мерки, намалена поддршка и живење во друг свет, нема капацитет и нема легитимитет и нема никаква логика повеќе да го води министерството, кое што треба да креира политики за поддршка на земјоделците, да се бори на ниво на влада, да има поголем буџет, да има нови мерки и политики во време на криза. Да не зборуваме за интервентниот фонд и програмата која што введовме претходно, а за која што ќе збориме во наредниот период. Како се креираат мерки не за земјоделците, туку за поедини директори кои што и ден денеска се директори во кругот и во органите во состав на министерството. Мерки каде што само тие поединци кои што се на функција може да аплицираат и да добиваат средства. Исто како мерката која што се направи од 10 денари за откуп на грозјето во само неколку дена кои што беа одберени, кога откупуваа само одредени откупувачи кои што се знаеа и со кои што беше договорено и така натаму. Интервентната програма е програма денеска преку која што се исплаќаат и креираат токму мерки кои што се наменски и коруптивно креирани. И за тоа, и за носењето, но и за исплатите одговорност мора да има. СДСМ ќе бара политичка одговорност, а потоа и кривична, за секоја промашена политика, за секоја кражба од земјоделците и за секој еден криминал. Време е за одговорност и за правда. Благодарам.